Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Андреј Првоповикан и светиот Фрументи просветител на Абисинија. Светиот апостол Андреј Првоповикан, син на Јона и брат на Петар, роден од Витсаида и рибар по занимање. Прво бил ученик на светиот Јован Крстител, но кога свети Јован покажал со прстот кон Господа Исуса велејки: еве го јагнето Божјо, тогаш светиот Андреј го оставил својот прв учител и тргнал по Исуса. Потоа Андреј го привел и својот брат Петар кон Господа. По слегувањето на Светиот Дух на овој прв апостол Христов му се паднало да го проповеде Евангелието во Византија и во Тракија, потоа во Дунавските земји, па во Русија и околу Црно море и најпосле во Епир, Грција и на Пелопонес, каде што и пострадал. Во Византија го поставил првиот епископ во лицето на светиот Стахи, во Киев поставил крст на височина и му прорекол светла христијанска иднина на рускиот народ. По Тракија, Епир, Грција и Пелопонес привел мноштво народ во верата и им поставил епископи и свештеници. Во градот Патрас направил многу чуда со Христовото име и многу придобил за Господа, помеѓу кои биле и братот и жената на царскиот намесник Егеат. Егеат се разлутил, па заради тоа го ставил светиот Андреј на маки и потоа го распнал на крст. Додека бил жив апостолот на крстот, им кажувал полезни поуки на христијаните, кои се собрале околу неговиот крст. Народот сакал да го симне од крстот, но тој не дозволил. Најпосле апостолот почнал да се моли на Бога и притоа некоја необична светлина го осветлила целиот. Тоа осветлување траело половина час и кога исчезнало, апостолот ја предал својата света душа на Бога. Така го завршил својот земен век првоповиканиот апостол кој прв од 12 големи апостоли го познал Господа и тргнал по него. Светиот Андреј за својот Господ пострадал во 62-та година. Неговите мошти биле пренесени во Цариград. Подоц на неговата глава била пренесена во Рим, а едната рака во Москва. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Светиот Фрументи просветител на Абисинија. За време на царот Константин Велики, за Индија патувал некој учен човек од Тир, по име Меропи. Тој со себе носел двајца млади христијани, браќата Едисе и Фрументи. На тој пат лагјата им се разбила од бурата на брегот на Абисинија и дивите абисинци ги истепале сите луѓе од лагјата, освен овие двајца браќа Едеси и Фрументи. Во Абисинија тие проживеале неколку години и успеале да влезат во дворската служба кај царот. Фрументи почнал да ја проповеда христијанската вера, но внимателно и се уверил дека земјиштето за таквата проповед е подготвено и плодно. Тогаш двајцата браќа седнале во лагјата и тргнале, и тоа Едеси во Тир кај своите родители, а Фрументи во Александрија кај патриархот светиот Атанаси Велики.
Фрументи му ја изложил на патриархот за стојбата во Абисинија и побарал пастири за новообратените во верата. Светиот Атанаси го ракоположил Фрументија за епископ. Светиот Фрументи се вратил во Абисинија, каде што со својата ревност и чудата успеал за време на својот живот да ги преобрати сите жители на Абисинија во христијанската вера. Овој голем пастир на Христовото стадо и просветител на Абисинија мирно завршил во 370 година и се преселил во царството на својот Господ. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Tebe